Почитувани гледачи, добре дојдовте во урбаните вести. Под мотото патиштата се различни, целта е една. Сојузот на синдикати на Македонија по неколку години пауза годинава организира првомајски марш по повод Меѓународниот ден на трудот. Синдикалците ќе побараат подобар закон за работни односи, регрес за годишен одмор за сите работници, подобар општ колективен договор за приватниот и јавниот сектор и ќе кажат и стоп за мобингот и за зголемувањето на старосната граница за пензионирање. Со оваа вест ги започнуваме вестите, а еве што ќе гледате во нив. И во 21 век во Шуто, Ризари и Сарај нема редовни автобуси. Зошто се уште не е поставен семафор на улицата Борис Сарафов во Ѓорче Петров? 480 возила викендов биле управувани од возачи под дејство на алкохол. Ке се преземат ли поригорозни мерки? Македонија гладува. 450.000 лица не може да си ги дозволат сите оброци во текот на денот. И во време на денешното модерно оживење, дел од граѓаните на Скопје се уште се соочуваат со ненадминливиот проблем поврзан со јавниот автобуски превоз. Имено во Шуто Ризари возачите поради дупки на улиците не возат до последната автобуска постојка, а во Сарај пак автобусите се многу ретки, се жалат граѓаните. Град Скопје најавува изградба на канализациона мрежа во општина Шуто Ризари, пошто ќе следува и реконструкција на една од најоштетените улици во Скопје, Индира Ганди. За ова денеска информираше градоначалникот Петре Шилегов на советнички прашања, запрашан зошто не се инвестира во подобрување на патната и канализационата мрежа во Шуто Ризари. Жителите на оваа скопска општина поради дупките на улиците сега мака-мачат и со јавниот транспорт, бидејќи како што велат советниците од опозицијата, возачите одбиваат да возат до последната автобуска станица на броевите 19 и 20. На ова, градоначалникот Петре Шилегов потврди дека е запознаен со проблемот и дека очекува негово решавање, најдоцна откако ќе биде реконструирана улицата Индира Ганди. Што приватните превозници и нејавното сообраќајно претпријатие одбиваат заради лошите услови на патот да автобусите ги движат онаму до каде што се предвидени. Очекувам дека тоа на минато неделја, пред 2 недели што го имав состанокот со приватните превозници, разговаравме, подобрени се условите да можат да продолжат да возат до крај, до поранешната, односно до последната станица на автобусот 19 и 20. Во секој случај тоа како најлоша варијанта ќе се случи после реконструкцијата на улица Индира Ганди. Јас ќе инсистирам и од нив, доколку добиам извештај дека се уште не се движат до крај, постојат услови кои што нема да доведат до оштетување на автобусите, да го продолжат движењето на автобусите до последната станица. Овие жители на Скопје се жалат дека автобусите се нередовни и бараат почеста фреквенција на автобуски линии, како би можеле полесно да се поврзат со градското подрачје. На ова Шилего вели дека не е доволно само барање од страна на граѓаните, туку потребно е да се направат и анализи за исплатливоста на евентуално поголем број на автобуси на овој потек. Не можете вие по барање на граѓани индивидуално да вршите зголемување, односно намалување на возниот ред. Возниот ред е нешто што доаѓа како посебна анализа и студија која што бара посериозен период за да ги утврдите потребите на граѓаните, односно нивното гравитирање и фреквентност, за да може да го утврдите вистински дневниот ред, вклучително и селата и Љубин, и Буковиќ и Шишево, кои што ги споменавте. Анализите што се прават во моментот за потребите за транспорт на град Скопје ќе го дадат точниот одговор, поколку се појави потреба, стои градот на располагање, односно јавното сообраќајно претпријатие да ги зачести тие автобуски линии. На седницата за советнички прашања во град Скопје беа упатени лавина од критики до градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, зошто се уште не е воведен посебен сообраќаен режим на улицата Борис Сарафов, каде што пред извесно време беше прегазено 10-годишно дете. Шилегов се брани со тоа што градот не е надлежен за поставување на семафор.
Советниците од ВМРО ДПМНЕ го обвинуваат градот Скопје зошто досега не е воведен посебен сообраќаен режим на улицата Борис Сарафов во општина Ѓорче Петров, каде што пред извесен период беше прегазено 10-годишно дете. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов одговори дека кога е безбедноста во сообраќајот во прашање, градот Скопје нема никакви ингеренции. Меѓутоа, во предизборната кампања Шилегов им ветил на граѓаните од овој дел на Скопје дека ќе се превземат конкретни мерки за подобрување на безбедноста на улицата. Како што појасни градоначалникот Шилегов, улицата Борис Сарафов од страна на МВР има одобрен проект за посебен сообраќаен режим и, како што рече тој, за жал токму на денот кога се случила сообраќајната незгода, а градот не е тој каде што ќе посака таму да постави семафор. Во моментот кога беше одобрен проектот за зголемување на безбедноста на таа улица, меѓу другото подразбира и поставување на ограда на излез од училиштето, поставување на семафор, поставување на поинаков начин на сообраќајни ленти. Значи цел проект кој што го има изработен од ДК секторот за сообраќај, кој што го имаме доставено до Министерството за внатрешни работи, а кој што започна да го изведува улици и патишта. Требало да се распрашате, да знаете како се воспоставуваат или како се поставуваат светлосни сообраќајни знаци, така наречени семафори, дека мора да се помине низ една процедура, која што процедура градот ја има започнато уште во декември месец минатата година. Значи уште во декември, мајќи во предвид тоа што сме го разговарале со нашите сограѓани од улица Борис Сарафов, ние согласно тоа ветување сме влегле во изработка на проект за зголемување на безбедноста на сообраќајот. Зошто некој ја извел улицата без да води сметка за основната безбедност и навиките на живење и на дечињата таму, меѓутоа и на жителите на улица Борис Сарафов, и ја извел улицата во таков профил, без притоа да води сметка за безбедноста на тие граѓани, да и при градбата го воспостави сообраќајниот режим, се извинувам, малку ви е задоснато прашањето. Во рамки на безбедноста на пешаците, Шилегов додаде дека и понатаму ќе продолжи акцијата за поставување на заштитни столпчиња во градот. Во текот на викендот, при направените контроли кај 2335 возила, кај 480 возачи, констатирано е присуство на алкохол. Со цел да се намали бројот на сообраќајни прекршоци, потребно е зајакнување на сообраќајните контроли во Скопје. Зајакнување на сообраќајните контроли во Скопје, но и во другите градови во земјава, со цел да се намали бројот на сообраќајните прекршоци, најави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, посочувајќи оти викендов зајакнатата контрола била спроведена во главниот град, а податоците за направените прекршоци ги означи како алармантни. Во текот на изминатите 2 дена биле спроведени сообраќајни контроли во Скопје, во кои биле извршени проверки на 2335 возила и возачи. Поразителен е фактот што кај 480 возачи констатирано е присуство на алкохол во крвта и тие се исклучени од сообраќај. Викендов во Скопје евидентирани се 454 други сообраќајни прекршоци и за нив се издадени соодветни санкции. Министерот Спасовски информира дека потребно е да се подигне сообраќајната култура на граѓаните во земјава, а за тоа е потребна и зајакната соработка меѓу нив и полицијата. МВР од своите собствени буџетски средства набавило нови 80 дрегери за тестирање на присуство на алкохол по цена од 55.000 денари без ДДВ, 30 радари за контрола на брзината на возење по цена од 340.000 денари, како и 30 фотоапарати со надворешен блиц и дополнителна опрема за потребите на сообраќајните увидни екипи, по цена од 59.355 денари. Оваа пролет во Скопје се засадени над 4000 високо квалитетни садници. Со денешното засадување на 42 садници јавор и 20 садници бреза на булеварот 8 септември заврши пролетната акција за засадување дрвца во градот Скопје. Така наречената зелена офанзива продолжува на есен.
Покрај булеварот 8 септември беа засадени 42 висококвалитетни садници јавор, а во средишната жардиниера на булеварот беа засадени 20 садници бреза. Со ова засадување заврши пролетната акција на градот Скопје за зазеленување на главниот град. Градоначалникот Петре Шилегов информираше дека оваа пролет заедно со општините се насадени над 4000 садници висококвалитетни листопадни дрвја, а есенва се планира садење на уште 8000 садници, со што градот ќе ја заврши годината со над 10.000 садници, а заедно со општините се очекува да се доближи до бројката од околу 20.000 садници. Шилегов додаде дека влогот во животната средина влијае на здравјето на граѓаните. Зазеленувањето останува на врвот на листата на приоритети на новата градска администрација. Ќе искористиме пролета да го обновиме изгубеното зеленило и да обезбедиме на нашите сограѓани повеќе чисти, квалитетни зелени површини. Борејќи се за секој сантиметар на слободен простор, излегуваме од рамката на садење дрвја на јавни површини и садиме 40 листопадни садници во дворот на Центарот за рехабилитација во Капештец во текот на денешниот ден, со цел да им обезбедиме на нашите сограѓани повеќе зелени површини. На денешното засадување на дрвја присуствуваше и градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев, кој истакна дека во изминатите денови на територија на Карпош засадени се вкупно 155 висококвалитетни дрвја. Двајцата градоначалници изразија подготвеност за така наречената зелена офанзива да продолжи понатаму. Од општина Карпош додава дека една од приоритетните цели на локалната самоуправа е зголемување на зелените површини во Карпош. $450,000 лица во Македонија, или речи се 1/4, не може да си ги дозволат сите оброци во текот на еден ден, а илјадници тони храна завршува на депониите. Токму поради овој проблем ќе започне да функционира Сите Сити, систем за донирање и дистрибуција на храна до граѓаните на кои им е потребна. Еден од 5 македонци се бори со немање храна, а 450,000 лица во Македонија не може да си ги дозволат сите оброци во текот на еден ден. Причината за гладувањето не е во недоволни количества храна во земјата, туку во начинот на кој што е организирано, односно неорганизирано собирањето вишок храна во Македонија. Илјадници тони храна завршува на депониите, наместо добро складирана и одбрана да отиде кај оние на кои им е непотребна, односно кај луѓето што храната за нив представува луксус. Гладувањето не е проблем со кој се соочува само Македонија, но значајно е тоа што во Македонија работите започнаа да се движат во позитивна линија, но сепак треба многу повеќе за да се реши овој проблем. Во насока на намалување на оваа висока бројка лица кои гладуваат во Македонија, започнува да функционира систем за донирање и дистрибуција на храна до граѓаните на кои им е потребна, наречен Сите Сити. Овој систем за почеток ќе започне да функционира само во Скопје, а од следната година ќе се прошири во другите градови низ Македонија. 14 граѓански организации преку веб платформа ќе бидат поврзани со бизнисите и донаторите за видот на храната и количините, кога може да бидат преземени, транспортирани и дистрибуирани до лицата кои имаат потреба. Всушност ова е индиректен систем на донирање, односно во овој момент додека немаме повисока свест во Македонија, посилни контролни механизми, да Македонија донирањето на вишок храна ќе биде преку посредници, овие посредници се граѓанските организации кои што имаат различни видови на социјално загрозени граѓани, од бездомници, жени жртви на семејно насилство, лица со пречки во развојот и така натака. Значи тоа се од околу 13.000 граѓани кои што ние ги идентификувавме на територија на град Скопје, кои што се надеваме дека ќе успееме да стигне оваа помош до нив. На почетокот по 2 оброка дневно ќе бидат обезбедени за 1000 лица, а целта е да се развива овој систем и што поголем број донатори и лица да бидат вклучени и храната наместо да се фрла, таа да оди на вистинското место. Донатори може да бидат производители на храна, дистрибутери, угостители и пекарници на кои им останува огромна количина храна. Но поради неразвиен систем и начин таа да се достави во рацете на гладните, таа завршува во отпад.
отпад. За да биде овој систем одржлив, треба да се зголеми свеста кај луѓето и што повеќе донатори и граѓански организации кои ќе ја преземаат храната од донаторите, да се вклучат се со цел што е можно повеќе да се искорени гладувањето кај луѓето. Минатата година Скопје не создале најмногу отпад, односно 25,8% од вкупно собраниот отпад во Македонија му припаѓа на Скопје. Според податоците на Државниот завод за статистика, количеството на вкупно создаден комунален отпад изнесува над 786.000 тони, а секој жител на Македонија лани создал по 379 килограми отпад. Од текот на минатата година во Македонија е собран комунален отпад од 635.875 тони, а количеството на вкупно создаден комунален отпад изнесува 786.881 тон, објави Државниот завод за статистика. Годишното количество пак на создаден комунален отпад по жител во 2017 година изнесува 379 килограми. Споредбено со 2016 година, вкупното количество на собран комунален отпад во 2017 бележи зголемување од 4,2%. Најголемо количество на собран комунален отпад е забележано во Скопскиот регион – 164.246 тони, или 25,8% од вкупно собраното количество во Република Македонија. Од вкупното количество на собран комунален отпад, 527.700 тони, или 83%, се собрани од домаќинствата, а останатите 17% од правни и физички лица. Според видовите на отпад, најголемо количество на собран отпад е измешан комунален отпад, 554.280 тони, а најмало количество отпад од гума, или 0,2% од вкупното количество собран комунален отпад. Најголемото количество на собран комунален отпад, односно 99,4%, се отстранува на депонија. Сите кои ќе имаат потреба од средба со даночните агенти на Управата за јавни приходи, за консултација од даночната сфера, правни прашања и друга консултација, од 1 мај тоа ќе може да го сторат само доколку имаат закажан термин. Терминот ќе се закажува преку инфоцентарот на УЈП на телефонски број или преку веб страницата на контакт центарот. Услугите на регионалната дирекција на Управата за јавни приходи во Скопје од 1 мај ќе бидат достапни само доколку даночните обврзници и сметководители имаат закажано термин за средба со даночните агенти. Терминот ќе се закажува преку инфоцентарот на Управата за јавни приходи на телефонот 0800 33 000 или преку веб страницата на контакт центарот kontaktcentar.ujp.gov.mk. Од Управата за јавни приходи информираат дека овој нов начин се воведува со цел подобрување на даночните услуги, намалување на времето на чекање и на метежите на даночните шалтери, навремена услуга и точен одговор за даночните обврзници. Услугата Закажи средба овозможува секоја странка да закаже термин за средба со даночниот агент во УЈП во време кое нему му одговара според расположливите термини, а со цел консултација од даночната сфера, и тоа добивање на општи информации за рокови, начини за пријавување и плаќање даноци, отворање на бизнис и регистрација на даночен обврзник, консултации за издадени даночни документи, утврдување на даноци, постапки за наплата на долгови, правни прашања и консултација за други специфични прашања, појаснуваат од Управата за јавни приходи. Доколку даночните обврзници не се во можност да присуствуваат на закажаниот термин, ќе треба да ја откажат средбата или да презакажат друг термин. Делови од општина Аеродром утре во одредени периоди од денот ќе остане без електрична енергија, додека пак делови од општина Бутал ќе останат без вода поради техничка интервенција. Поради закажани технички зафати во дистрибутивната електромрежа, без електрична енергија утре од 8 до 16 часот ќе бидат корисниците на дел од улицата 23 октомври, дел од улицата Милан Зичар, како и дел од улицата Руди Чаевац во близина на црквата Свети Илија во општина Аеродром. Од регионалниот центар за управување со кризи исто така информираат дека поради техничка интервенција на трафостаница во пумпена станица Бутал, без вода утре во период од 8 до 14
часот ќе бидат корисниците од населбите Бутел 1 и Радишани, како и стопанските субјекти на северната страна на улицата Босна и Херцеговина, Ивана, железничка станица Скопје Север, Евротабак, Еделпром, Фурна Диме и Шкода во општина Бутел. Наредните денови продолжува период на релативно топло време со пораст на утринските температури. Утре ќе се задржи претежно сончево, а во попладневните часови ќе има делумно зголемување на облачноста со услови за краткотраен локален дожд. Во Скопје температурата ќе достигне 26 степени. В среда и четврток температурата ќе бележи пораст и ќе достигне до 29 степен. Тука е крајот на ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, а ви останете понатаму со програмата на Прва Скопска. Имајте пријатна вечер.